Русина останува забранета зона за отпадот од полошките општини. Блокадата кон така наречената депонија е продолжена по четврти пат за дополнителни 10 дена. Приот е дозволен само за ѓубрето од Гостивар. Од граѓанската иницијатива велат дека се револтирани од незаинтересираноста на институциите да се разговара за проблемот и да се најде заеднички јазик. Ветениот состанок со градоначалниците од полошките општини за да се разгледаат барањата не се одржал. Останатите градоначалници, останатите 8 општини не се јавуваат за состанокот. Им пратиме сега пред недела дена веќе имейл за да имаме и Zoom состанок. Немаме одговор, а би требало коректно и човечки да се одговори на мейл. Се играат со нас мајтап, и општината и државата не ни помага, не се јавува на нашата помош. Имаме и закани да се престане со ова, но не престануваме, блокадата ќе продолжи, спремни сме да одиме и со тужби, петиции, така да не се отстапуваме од намерата Русино да се затвори. Блокадата трае 40 дена. Активистите упатуваат апел до сите граѓани да дадат свој придонес во борбата за чист воздух и здрава средина, без национална, верска или политичка поделба. Го тргнеме малку егото на страна кој што сме да се не докажуваме, него чисто да застанеме и тука на овие 20-30 активни членови што се секој ден на блокада да им се помогне, дали тоа со некои намирници, дали тоа со физичко присуство, затоа што да се организира 40 дена блокада во смени, со по минимум 5 до 10 луѓе на смена е огромен процес. Значи, ја не знам најдобриот менаџер да дојде да изменаџира нешто вакво, е нешто огромно. Зборам за огромни корпорации. А ние сме само една обична граѓанска иницијатива која стварно се бори за почист воздух. Ја имам 3 деца кои сакам да ги растам во Гостивар и ќе продолжам да се борам да ги израснам во Гостивар. Додека да се најде начин за затворање на Русино, граѓаните бараат редовно затрупување и тапкање, собирање на отпадните води, чистење на патот, посебен термин за носење на ѓубрето, санирање на камионите за транспорт, како и ангажирање на луѓе од иницијативата за контрола на состојбите.